Докторе Сулеймани, се наближува зимата, па би сакала да ве запрашам како да ги заштитиме нашите миленичиња. Доаѓањето на зимата и намалување на надворешната температура најмногу влијание има на милениците кои се чуваат во надворешна средина, но тоа се најчесто кучињата, бидејќи останатите миленици кои ги се чуваат во домашни услови, така да на ниската надворешна температура нема никакво влијание на нив. Во ова време на годината кучињата го добиваат своето потплатно, кој служи за топлотна изолација на телото, така да повеќето раси се заштитени од ниски температури и може без проблем да се чуваат надвор. Ретки се расите кои немаат влакна и кучињата кои мора да се чуваат дома. Но при чувањето на кучињата во надворешна средина во дворот мора да се внимава кучињата се најдуваат во сува средина кој што нема прома и нема ветер. Значи мора им постои куќарка во која куќата може комотно да се смести, да легни во неа и да биде подалеку од влезот на куќарката, да може да се скрие од ветерот. Исто така куќарката треба да биде крената од земјата, така да не може да навлезе вода, бидејќи во влажна средина со водено крзно тие се неотпорни на ниските температури. Дали треба да се применуваат прошетките на студено и влажно време? Кучината мора редовно да се шетат, така да и при дожди, при снег мора да се извадат во прошетки. Затоа треба при враќање од прошетките да се со пешки да се исушат тие, за да не бидат влажни и на ветер би може да дојде да се појават некои здравствени проблеми кај кучињата. Значи прошетките мора да се одвиваат и по ниски температури и по високи, бидејќи се потребни за нив. Каква треба да биде исхраната во зимскиот период? Односно исхраната во зимските месеци, кучињата треба да се хранат со храна во која има повеќе протеини, проценти на протеини и повисок процент на масти. Бидејќи најголемата количина храна ја искористуваат за одржување на нивната телесна температура. Така се препорачува храната која примале за време на летото да се промени со поквалитетна храна. Обично се означува со енерджи и во таа храна има доволно процент на масти кои ќе служат за одржување на телесна температура на кучиња. Во домашни услови, ако припремаме храна и ако ставиме повеќе масти, може да доведе до промени во работата на дигестивниот тракт и појава на проливи, така се препорачува да се користи готова храна која е прикладна за кучињата во тие ладни месеци. Кои здравствени проблеми можат да стават кај кучињата поради ниските температури? Во ведно на годината најчести се проблеми со здравјето со состојниците и со дишните патишта. Обично состојниците на кучињата им оставаат вода на кучињата току цел ден, кој може да замрзне, така да кучето најчесто јади мраз или јади снег и многу често настанува воспаление на крајниците, кое се манифестира со потешко јадење, тешко глотање и промена на лајањето кај кучињата и би требало да се интервенира брзо, бидејќи може од таму да се појават други проблеми во организмот. Исто така при во ладните денови кога има многу магла или сињак може да се јават проблеми на дишните патишта и со кој луѓето иди до кашлица, тешко дишење, исто така треба да се однесе и кучето на ветеринар, бидејќи може да настанат и други компликации со кучиња.
вашето внимание. Гледайте ни наредната емисија. Чао! Чао!